Заев во интервјуто пред 2 дена рече и дека ќе се трошеле пари само на капитални инвестиции. Пред да смислува ваги кои без никаков проблем ќе ги кажува, треба прво да ги провери фактите и да види колку проекти за капитални инвестиции има во моментот. Еве само дел од нив. Покрај споменатите автопати, Демеркапија Смоквица, Миладиновци Штип и Кичево Охрид, се проектира изградбата на автопатот Гостивар до Кичево, како и на делницата од Скопје до Блаце. Понатаму ги имаме рехабилитација на автопатските делници од Смоквица до Гевгелија, од Неготино до Демиркапија, од Куманово до Миладиновци, од Миладиновци до Куманово, од Велес до Градско, изграда на експресни патишта од Градско до Прилеп, од Ранковци до Крива Паланка, изграда на нов експресен пат на делницата Штип-Кочани, изграда на експресен пат од Штип до Радовиш, рехабилитација на магистрален пат Битова-Ресен-Буково, реконструкција на регионални патишта Бошков мост-Дебар, Кочани-Делчево, Опај-Белјаковце-Станчич, Липково-Рачиново, Скопје-Македонски Брод, доизграда на регионален пат во Вевчани, реконструкција на регионални патишта Гостивар-Кичево, Сопиште-Говрлево, Припор-Сопиште, проектирање за реконструкција на регионален пат Пробиштип-Крупиште и да повторам, ова се само дел од капиталните инвестиции во патната инфраструктура во Република Македонија. Заев може да кажува ваги на интервјуа колку што сака, но ова се фактите и од нив бегање нема. Наместо ваги, Заев на граѓаните треба да им објасни новите 500 км автопат кој ќе ги гради во Република Македонија, односно кога ќе ги гради, каде ќе се наоѓаат овие автопати и колку пари ќе чинат. Тоа е она што ги интересира граѓаните.